Го следите дневникот на К1. Добра вечер. Време е да ги проследиме најновите настани и случувања од Вардарскот и Квешкиот регион Македонија, светот и спортот. Почнуваме веднаш по настаните на денот. Останете со нас. Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања им го одзеде имунитетот на 6 пратеници на ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН неготино реагира поради одлуката да се скратат 1.000.000 денари наменети за новородени деца. Финансиска поддршка во МЗШВ до 25 декември за предадено винско грозје во домашна регистрирана винарска визба. Денеска Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања усвои заклучоци со кои на собранието му предлага да бидат одземени мандатите на 6 пратеници. Барањата за одземање на имунитетите на 6 пратеници беа доставени од судиите на претходна постапка од Основен суд Скопје 1. На седницата не присуствуваа пратениците на опозицијската ВМРО-ДПМН. Откако Комисијата препорача да се прифати барањето на судот за одредување притвор на пратениците на ВМРО-ДПМН, сега собранието на пленарна седница треба да расправа за одземање на имунитетот. За одлуката потребно е просто мнозинство. Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања денеска расправаше за барањата за притвор за 6 пратеници на барање на Основниот суд Скопје 1 и ги одобри барањата за притвор на пратениците Крсто Муковски, Љубен Арнаудов, Јохан Тарчуловски, Сашо Василевски, Лупчо Димовски и Жаклина Пешевска, поднесени од Основниот суд Скопје 1 Скопје на 28 ноември. На седницата не присуствуваат членовите на ВМРО-ДПМН. Според членот 54 од Собранискиот деловник, врз основа на извештајот на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, собранието најдосна во рок од 3 дена од добивањето на барањето за притвор на пратеникот одлучува по барањето. Според Уставот на Република Македонија, пратеникот не може да биде притворен без одобрување на собранието, освен ако е затечен во вршење кривично дело за кое е пропишана казна затвор во трајање од најмалку 5 години. Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција завчера отвори истрага против 36 лица за насилствата во собранието од 27 април годинава, кои се товарат за терористичко загрозување на уставниот поредок и на безбедноста на државата. МВР по налог на обвинителството приведе 24 лица, меѓу кои горе споменатите, но и поранешниот директор на Бирото за јавна безбедност и поранешен министер за внатрешни работи Митко Чавков, како и дел од организаторите на иницијативата за заедничка Македонија, Владо Јовановски, Борис Дамковски, Игор Дурловски и Богдан Илевски. 12 мина од 36 осомничени за насилствата во собранието од 27 април, кои се уште не се приведени, најверојатно се во земјава и полицијата трага по нив, изјави денеска министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Градскиот совет денеска ја одржа третата седница. На дневен ред советниците дискутираа на 39 точки, меѓу кои беа усвоени неколку предлог решенија за избор на председатели и членови на повеќе комисии во Советот. Едногласно беа изгласани предлозите за воспоставување на меѓуопштинска соработка, програма за развој на општината, точката за дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови и многу други. Советот на општина Кавадарци денеска ја одржа третата седница по ред на која советниците дискутираа на 39 точки од дневниот ред. Беа усвоени неколку предлог решенија за избор на председатели и членови на повеќе комисии кои ќе функционираат во ова законодавно тело. На денешната седница едногласно беше изгласана предлог одлуката за ставање вон сила на одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно-приватно партнерство за изградба на мини хидроцентрала на регионалниот водовод Лукар. Поточно Советот изгласа оваа хидроцентрала да ја изгради јавното предпријатие Комуналец. Драго ми е што ќе гласате за одлуката на градоначалникот за да стапи вон сила да отиде таа одлука. Не знам дали се разбравме добро, прво таа иницијатива за да има поголема контрола беше на Радњански. Сеќавате, нели? И сега не знам зошто би донеле таква одлука, затоа што ние еднаш донесовме таква одлука, но се сложувам. Да, ќе застанам за таа иницијатива да се донесе таква одлука. Несомнено е дека таму тие од Македонски шуми директорот даде дозвола тоа подрачје, нели така, сливното подрачје кај што не смеат по закон да сечат
одредена километража и секоја. Исто и секоја, значи го исекоја тоа. Во врска со предлог одлуката на комуналец за изградба на 5-та мини хидроцентрала и реконструкција на претходните 4 изградени, оваа точка беше надополнета со амандман кој го образложи раководителот на секторот за урбанизам Драган Симоновиќ. Во текстот се додава следниот текст: по консултација со Министерство за економија и регулаторна комисија. Бидејќи согласноста за повластена цена ја дава Министерство за економија и регулаторна комисија, претходни консултации има направено начелно, има реалност да таа повластена цена се добие, се предлага да биде условена оваа одлука и заради тоа го додаваме овој текст. Едногласно беа изгласани и предлозите за воспоставување на меѓуопштинска соработка и програмата за развој на општината за оваа година. Во врска со точката за дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови, советникот Радњански побара во иднина советниците да добијат поконкретни образложенија за да знаат за што гласаат. На седницата едногласно помина и предлог програмата за одржување на локални патишта и улици во зимски услови. Во врска со предлог одлуката за проширување на крајбрежниот појас на реката Луда Мара и Овчка река, советникот Камчев побара да се изгради колекторски систем, а не проширување на крајбрежјето на реките. Но Симоновиќ појасни дека не се работи за комунална изградба, туку дефинирање на урбанистички план, поточно да се дефинираат рамките според законот за проширување на речните крајбрежја. На денешната седница беше именуван председател и членови на нов управен одбор на градинката Рада Поцева, како и одобрување на планот за нови вработувања во градинката. Советот даде согласност за подпишување на договорот помеѓу Комуналец и КФВ банка, која му доделува грант од 2,5 милиони евра на комуналното предпријатие. Исто така беа изгласани точките за контрола на регулација на нерегистрирани кучиња затекнати на јавни површини и одлуката за дочек на нова година на градскиот плоштад. Без присуство на ВМРО-ДПМН и коалицијата на четвртата седница на Советот на општина Неготино од СДСМ изгласа амандман и одлука за изменување на одлуката за исплаќање на еднократен надоместок за секое новородено дете во општината. Ова го изјави на денешната пресконференција Петар Манчевски, координатор на советничката група на ВМРО-ДПМН и коалиционите партнери. Настаните кои се случија изминатите 2 дена и приведувањето на 24 лица беа причина советниците од опозицијската ВМРО-ДПМН Неготино вчера вечер да ја напуштат четвртата поред седница на Советот на општина Неготино. На денешната пресконференција од Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Неготино велат дека СДСМ го девалвира правниот систем. Институциите веќе не работат по закон, туку по диктат на власта. Правосудните органи се под притисок, а граѓаните живеат во страв од насилието кој го спроведува власта. Власта во политички монтиран случај ги затвара патриотите, чиј единствен греф е што си ја сакаат државата, а синоќа на владена седница помина закон за амнестија за затвореници и извршители на тешки кривични дела. Од Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН реагираат и на одлуката за укинување на надоместокот за секое новороденче, која општината го исплаќаше во изминатиот период со цел подигање на наталитетот. Со оваа одлука се кратат 1 милион денари наменети за младите брачни парови кои добиваат новороденче. Колку за информација, мерката за исплаќање на еднократен надомест за секое новородено дете во општина Неготино вроди со резултати. Од 2013 до 2016 година наталитетот се зголеми за 19%, или од вкупно 176 деца кои се родиле во 2013 година, оваа мерка делувала стимулативно и во 2016 таа бројка се зголеми за 210 новородени деца. Петар Манчев вели дека со ваквите одлуки на советниците од СДСМ не доаѓа животот во Неготино како што впрочем ветуваше СДСМ во предизборието. К1 телевизија побара став од председателот на Советот во врска со одлуката за прекин на исплата на парични средства. Диме Витанов во телефонскиот разговор рече дека не е во ред да се напушти седница кога се носат значајни одлуки за наредниот период на општината.
Околу одлуката за престанок на исплата за парични средства за новороденчиња, став на мнозинството е дека мерката не ги дала посакуваните резултати. Ова го темелиме според официјалните податоци од Здравствениот дом Неготино, кои што покажуваат дека зголемување на наталитетот во Неготино нема, појаснува во телефонскиот разговор претседателот на Советот на општина Неготино Диме Витанов. До 25 декември 2017 година се поднесуваат барања за финансиска поддршка за предадено винско грозје во домашна регистрирана винарска визба и висината изнесува 2 динари по килограм. Истовремено, веќе е започнато поднесување на барања за финансиска поддршка за произведени и продадени градинарски и овошни култури, како и поддршка за произведени и продадени праски во преработувачки капацитети. Во тек е рокот за поднесување на барање за финансиска поддршка за предадено винско грозје во домашна регистрирана винарска визба и висината изнесува 2 денари за килограм. Крајниот рок трае до 25 декември, информираше денеска раководителот на подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Кавадарци Митко Керов. Истовремено тој ги извести земјоделските производители дека веќе е започнато поднесување на барањата за финансиска поддршка за произведени и продадени градинарски и овошни култури во преработувачките капацитети. Корисниците на поддршката за градинарски култури се земјоделските стопанства, кои во периодот од 1 март до 25 декември произвеле и продале градинарски култури во регистриран преработувачки капацитет за зеленчук. Висината за оваа поддршка изнесува 1,5 денар за сите градинарски култури, освен за пиперки и корнишони, каде што висината изнесува 3 денари по килограм. Керов потенцираше дека до 25 декември можат да аплицираат и корисници за поддршка за овошни култури, кои во периодот од 26 декември минатата година до 25 декември оваа година произвеле и продале овошје во регистриран преработувачки капацитет за овошје. Висината на оваа поддршка изнесува 2 денари за килограм. До 25 декември 2017 година се поднесуваат барања за финансиска поддршка за произведени и продадени праски во преработувачки капацитети во периодот од 12 јуни до 30 јуни 2017 година и за нив висината на поддршката изнесува 6 денари по килограм. Во прилог на барањата за било која мерка се доставува потврда за откупени количини. Образците на потврдите веќе се достапни и можат да се превземат од веб страницата на www.ipart.gov.mk во полето директни плаќања 2017. Поднесувањето на барањата за финансиска поддршка трае до 25 декември во подрачната единица на Министерството за земјоделие, секој работен ден. Керов изјави дека доколку има прашања за овие мерки кои не се јасни, земјоделските производители можат да се обратат во подрачната единица на Министерството за земјоделие. Дваесет крвни единици собрани на првата крводарителска акција во организација на Основното општинско училиште Васил Главинов во соработка со општинската организација Црвен крст Велес. Својата хуманост денеска на дело ја покажаа вработените во училиштето, но и родителите на учениците од истото. Целта е, како што велат организаторите, да ги поттикнат младите да бидат хумани, да бидат дел од секоја крводарителска акција, а на тој начин да дадат придонес во спасување на нечи живот. Вакви акции се одржуваат и во останатите основни училишта. Организаторите сметаат дека на овој начин ќе ги мотивираат младите несебично да ја покажуваат хуманоста на дело и да даруваат од течноста што живот значи. Воздухот низ цела Македонија е вчера вечер критично загаден. Според податоците од мерните станици кои можат да се видат преку апликацијата Мој воздух, концентрацијата на штетните PM честички се далеку над дозволените граници во скоро сите градови каде што има голем број на жители. Според владата, граѓаните се виновни за загадениот воздух. Загревањето на домовите е најголемиот загадувач на воздухот. Ова е заклучокот од извештајот на интерресорската работна група составена од 17 државни институции и граѓански и еколошки организации, која работеше на анализата на овој проблем кај нас. Продолжуваме со вести од Македонија.
Расправата во Собраниската комисија за буџет и финансирање, која беше закажана за денеска, повторно е одложена. Претседателката на комисијата Лилјана Кузмановска истата ја презакажа за утре во 11 часот, откако не се појавија дел од пратениците на ВМРО-ДПМН. Неприсуството на членовите на комисијата е во знак на револт и поддршка на пратениците од ВМРО-ДПМН, кои беа приведени за насилствата од 27 април. Инаку комисијата за буџет почна расправа во понеделникот, но нејзината работа прекина наредниот ден кога почна акцијата за приведување на групата осомничени, меѓу кои и пратеници за настаните од крвавиот четврток. Согласно со деловникот, комисијата по предлог буџетот треба да расправа 10 дена. Во тој период треба да ги разгледа и поднесените 279 амандмани. Заменик претседателот на владата задолжен за економски прашања Кочо Ангјушев денеска присуствуваше на бизнис форумот на странски инвеститори и домашни компании кои имаат потенцијал да станат нивни добавувачи во организација на Стопанската комора на Македонија и Советот на странски инвеститори. Ангјушев истакна дека владата направила детална анализа на досегашната политика за привлекување на странски инвеститори и констатираше дека оваа политика не ги донесе посакуваните резултати. Во технолошко-индустријските развојни зони функционираат вкупно 19 компании кои вработуваат околу 20.000 лица. Според вице-премиерот за поздравување е што околу 20.000 лица преку вработување во некој од странските компании обезбедиле екзистенција, сепак околу 70% од вработените не се нововработени лица, туку превземени од други фирми, а соработката помеѓу домашните и странските компании е на многу ниско ниво и во најголем дел од случаите не преминува 1% од вкупната работа на странските компании. Вице-премиерот истакна дека владата ќе биде посветена на привлекување на нови домашни и странски инвеститори, а со планот за економски раст ќе се поддржува и зголемување на соработката помеѓу странските и домашните компании, а не создавање на нелојална конкуренција. Продолжуваме со вести од светот. Во Франција се пронајдени траги од радиоактивен цезум во печурки увезени од Русија, соопшти денеска директорот на Француската агенција за нуклеарна безбедност Пиер Франк Шеве. Запрашан за последиците од радиоактивниот облак што дошол од Русија во октомври, Шеве пред францускиот сенат наведе дека нивото на радиоактивен рутениум 106 во воздухот не е опасно за француските граѓани. Тој додаде дека е зголемена контролата за увезените прехранбени производи. Српскиот министер за одбрана Александар Вулин смета дека пресудата на Меѓународниот трибунал за поранешна Југославија, изречена на жесмината политички и воени лидери на боснанските хрвати, ќе има последица помеѓу двата народа. Во изјава за онлайн изданието на вести, Вулин рекол дека најважно е за србите дека оваа одлука на Хашкиот трибунал во никој случај не ги засега. Тоа покажува што се случувало помеѓу хрватите и муслиманите, каде што тие не биле сојузници. Но во случаите во кои што биле сојузници, никој не ги казнува за злосторствата извршени против србите. Ова остава длабок впечаток. Трибуналот во Хаг не заслужува почит, бидејќи тој никогаш не прифати дека србите биле жртви во војната. Вулин рекол дека за Белград најважни се мирот и стабилноста, но и гарантираните права за српскиот народ. Турција и понатаму апси лица осумничени за настаните од 2016 година. Тамошните медиуми пренесуваат дека 66 припадници од воздухопловството денеска се приведени. Тие се осумничени дека соработувале со движењето ФЕТО, кое пак е предводено од исламскиот проповедник Фетулах Ѓулен. Турската полиција налогот за апсење го добила од обвинителството во градот Ексишекер, инаку Фетулах Ѓулен е обвинет за организатор на неуспешниот обид за државен удар во 2016 година, кога дел од турската армија и војното воздухопловство се обидува да го соберат од власт претседателот Реджеп Тајип Ердоган.
за крај метеоинформациите. Денеска имавме претежно облачно време во западните делови со врнежи од дожд, проследено со засилен јужен ветар. Дневната температура се движеше од 5 до 16 степени. Но влажен и релативно топол бран со обилни врнежи од дожд ќе има до сабота. Во петок обилни врнежи се очекуваат на повеќе места, а во сабота во источните делови ќе има услови за појава на грмежи. Снег ќе има само на високите планини. Од целиот влажен бран се очекува на повеќе места да наврнат над 50 литри на метар квадратен, а во крајните западни делови локално и околу 100 литри на метар квадратен дожд. Во недела и понеделник врнежите ќе бидат локални, а температурите ќе бидат во опаѓање. Овде го завршуваме дневникот. Јас ви благодарам што и вечерва бевте заедно со нас. Останете и понатаму со К1. Пријатно.